Фатлјума Ети Тоте, лидерот на Беланоца Барон, седна на обвинителна клупа заедно со 8 припадници на неговата криминална група. Но судењето не започна поради отсуство на дел од адвокатите. Со големо полициско обезбедување беа донесени да им се суди за нарачување на убиства, изнуди, закани, злосторничко здружување, но и тешки дела како палење на објекти и возила. И додека Тоте од зад решетки објавуваше слики со лидерот на Барон, Акиф Равмановски, сега во судница беа далеку еден од друг. Равмановски е познат и по тоа што беше помилуван од председателката Гордана Силјановска-Давкова и веднаш откако излезе од затвор за казната за оружје, повторно заврши со лисици на раце. Тоте, кој според обвинението ги нарачувал и извршувал дел од убиствата во последната клупа, а пред него седеше Зулкјуфлин Уредини, познат како Мали Репки, кој исто така се гони за 3 ликвидации. Меѓу другото се пресметувале и со спротиставената група Дуќанџи Грчец, а меѓу обвинетите и Гани Марко, претходно познат како Гани Туша. Тој всушност се гони дека бил извршител на убиството на Орхан Байрами Оки на Халкидики, кој е еден од лидерите на Дуќанџи Грчец. На ова претходеше и двојното убиство на соработниците на Оки, Јетон Кривањева Жила и Енеси Сеинов Љаци во Шишабар. Тоте обезбедил 250.000 евра и конкретни насоки. Едно од нарачаните убиства за 10.000 евра е и она на Ибраим Ајдини во 2020 година, бидејќи наводно ги предал на надлежните институции двајца од инволвираните за убиствата на Смелковското езеро. Обвинетите се гонат дека палеле објекти и возила на службени лица од затворот во Идризово и членови на нивни семејства. Меѓу обвинетите се и браќата Маслани. Едниот од нив, Шенаси Маслани, е познат во јавноста како Шенки Версаче и неговата обседнатост со модниот бренд, а тоа се покаже и во судница. Нивниот трет пак брат, Шенол Маслани, исто така беше дел од помилуваните имиња кои паднаа во очи на јавноста. Останатите кои се гонат се Решат Исмани, Абдула Садики и Акиф Мемеши. Судењето продолжува на 4 септември.